Кратки најави за денешниот дневник. Расте бројот на мозочни удари во Охридско-Струшкиот регион. Старосната граница се намалува. Мора да се избориме да го заштитиме и зачуваме Охридското езеро, онака како што ни го дала природата, порача председателката Давкова при нејзината посета на Хидробиолошки завод Охрид. Општина Вевчани посветено работи на одржување и унапредување на имиџот на зелена општина. Не биди соучесник, пријави обид за корупција. Кампања на Агенцијата за катастар на недвижности. Показна симулацијска вежба на МВР кај каналот Студенчиште и во водите на Охридското езеро. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура до 21 степен Целзиусов. Во среда во западна и југозападна Европа, како и во областа на Алпите и на северот Апенинскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во источноевропската низина. Во останатите предели од стариот континент ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 27 степени. Во Македонија во среда, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 11 до 27 степени. Во Охрид по свежото утро во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и посвежо време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има услови за слаб локален дожд. Утринската температура од 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 17 степени. Во петок и сабота во Охрид ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на температурите. Минималната температура од 10, односно 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 12 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на мозочни удари во Охридско-Струшкиот регион. Загрижува тоа што се намалува старосната граница. Расте бројот и на ретки болести, особено мускулните дистрофии кај децата. Мозочниот удар е најчестото невролошко заболување во Охридско-Струшкиот регион. Лекарите велат расте бројот на пациенти, но се намалува и старосната граница. Се повеќе млади луѓе се соочуваат со болеста. Причините се современиот начин на живот. Мозочниот удар е причина број 1 за смртност и инвалидитет, трајно онеспособување на пациентите. Старосната граница се намалува и кај мозочните удари, кај другите кардиоваскуларни болести. Пред се, причините за тоа се стилот на живот, начинот на живот, во денешно време стресот како голем ризик фактор, потоа пороци, алкохолот, консумација на цигари, неправилна исхрана, седален животен стил. Миотоничните мускулни дистрофии кај децата се најчестите невролошки ретки заболувања во овој регион. Овие болести се застапени тројно повеќе. Ако се предвидува дека еден невролог би видел таква болест еднаш во годината, ние овдека се среќаваме по 3 до 4 пати годишно со случаи од оваа болест. Исто така во нашиот регион има доста хередитарни невропатии од невролошките ретки болести, различен тип на тие невропатии. Имаме пациенти со Фредрайхова атаксија. Повторно, од сите болести најголем број од пациентите се деца. Во специјалната болница Свети Еразма во Охрид се подобрени условите за третман и лекување на пациентите. Има доволно стручен кадар, но и хидроелектро и физикална терапија. Мора да се избориме да го заштитиме и зачуваме Охридското езеро онака како што ни го дала природата, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова при нејзината посета на Хидробиолошкиот завод во Охрид. Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари посета на јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид. Таа во придружба на директорката доктор Орхидеја Тасевска и вработени во установата се запозна со работата и активностите во оваа високообразовна и научно-истражувачка организација од национален интерес, во чиј фокус е лимнологијата на природните езера на Македонија. Мора да се избориме Охридското езеро и екосистемот околу него да бидат заштитени и зачувани онака како што ни ги дала природата. Институцијата која до година ќе одбележи 90 години од формирањето, а која се грижи за одржување на балансот меѓу човекот и природата, е потсетник за важноста за перманентна заштита на екосистемот на Охридското, Преспанското до Иранското езеро, но и на сите македонски регионални и глобални екосистеми, порача претседателката од Охрид. Додаде дека обврска на државата е да создаде услови науката преку Хидробиолошкиот завод Охрид и други институции да го спречат нарушувањето на животната средина околу едно од најстарите езера на светот и сите други природни убавини и заштитени подрачја. Показна симулацијска вежба на припадниците на МВР на 17 октомври, кај каналот Студенчишта, во Охрид, и на одредени точки во водите на Охридското езеро. Од денеска во Охрид отпочнуваат подготвителни активности за показна симулацијска вежба која припадници на Министерството за внатрешни работи ќе ја реализираат на 17 овој месец кај каналот Студенчишта во Охрид, а потоа на одредени точки во водите на Охридското езеро, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Поради тоа, од денеска до 17 октомври, од 5 до 13 часот, полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во соработка со капетанија на пристаништа ќе спроведат ограничување на внатрешната пловидба на дел од пловниот пат од каналот до комплексот Инекс. Од денеска до 17 октомври ќе има комплетна забрана за движење по пешачките патеки околу комплексот Инекс, како и забрана за паркирање на паркинг просторот кај хотелот. На 17 октомври, на денот на изведување на показната вежба, од 10 до 13 часот, забрана за движење ќе има и на пешачката патека од мостот кај каналот Студенчишта. Од СВР Охрид упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат насоките на полициските службеници кои на овој простор ќе превземаат мерки од областа на безбедноста. Општина Вевчани посветено работи на одржување и унапредување на имиџот на зелена општина. Локалното население живее во хармонија со природата и има економски бенефит од развојот на одржлив туризам. Искористувајќи ги благодетите и убавините на животната средина
и на заштитеното подрачје споменик на природата Вевчански извори, како куриозитет да споменеме дека Вевчани е првата и засега единствена македонска општина која е дел од престижната листа на најдобри светски зелени дестинации. Неодамна, општината инсталира фотоволтаичен систем на пречистителна станица за отпадни води. Во рамки на проектот ЕУ за енергетска транзиција, пак на градоначалници во Западен Балкан и Турција. Вевчани е една од 10 општини од Западен Балкан кои спроведоа иницијативи за енергетика, транспорт и климатски промени. По тој повод, колешката Сонја Рилковска разговараше со градоначалникот на Вевчани, Спасе Кочовски. Општина Вевчани е првата, но и единствена општина во земјава која што е дел од престижната листа светски зелени дестинации. Токму таа насока општината постојано работи во вложувања во енергетска ефикасност и заштитата на животната средина. Овде моментално разговараме со градоначалникот Спасе Кочовски. Добар ден, Спасе Кочовски. Се наоѓаме пред пречистителната станица, објектот на кој што последно се поставени фотоволтаици за енергетска ефикасност во рамките на проектот реализиран со Европската Унија. Ајде кажете ни ги прво нешто околу карактеристиките на оваа фотоволтаична централа. Добар ден. Значи, тоа е последен објект во општина Вевчани што доби фотоволтаици, 20 киловатни фотоволтаици кои ги поставивме пред неколку месеци. Со проектот почнавме негде 22 година, значи проектот го изготви општина Вевчани и надзорот го обезбедивме ние и со проектот преку Европската Унија и германската влада добивме финансиски средства за изработка на овие фотоволтаици, поставени се пред неколку месеци. Импликациите се јасни, значи ние покрај целта ни е заштедување на електрична енергија и помала и сметки кога ќе ја пуштиме во функција прочистителната станица, да имаат граѓаните на општина Вевчани помалку сметки на своите за комунални услуги, бидејќи ќе користиме електричната енергија за да работи прочистителната станица која е во системот од, знаете, општина Вевчани е скоро над 80% покриена со канализациона мрежа и тие отпадни води не сакаме да ја загадуваме животната средина, ја имаме прочистителната станица, заради поголема ефикасност и заштеда на електрична енергија ги поставивме овие фотоволтаици. Градоначалник, споменавте кои се партнери на овој проект, како се финансираше овој проект? Како што кажав претходно, значи ние го изготвивме проектот, нормално, знаете, сега чекаме секогаш во општина Вевчани поголемите проекти ги има со или домашни или странски донатори. Во случајов е странски донатор, ЕУ и германската влада. На тој повик кој го организираше ГИС, се јавивме со проектот и успеавме да добиеме средства од германската влада и ги за поставување на фотоволтаиците. Кои други објекти во општината имаат фотоволтаични системи и енергетска ефикасност? Имаат сите објекти во општина Вевчани, значи има општинската зграда, мултикултурниот центар, спортската сала, има школската, училишната зграда, така да ние сме, да не речем, слободно можам да кажем 100% покриени со фотоволтаици. Знаете, претежно ги поставуваме на покривната конструкција фотоволтаиците од причини што нема потреба од вадење на градежна дозвола и тие административни ги избегнуваме тие административни, да речам, пречки и ги поставуваме на сите општински згради во Вевчани има фотоволтаици. Градоначалник, фотоволтаиците носат и економски, но и еколошки бенефит со оглед на тоа што која знаеме колку е важна заштитата на животната средина токму во општина Вевчани. Точно така. Значи ние едноставно ако ќе пуштиме во функција, нормално дека сметките комунални што ги плаќаат Вевчани ќе треба да бидат повисоки, бидејќи прочистителната станица троши многу струја. Со поставување на овие фотоволтаици, таа електрична енергија ќе искористуваме за работа на
станицата, така да бенефит ќе имаат сите граѓани на општина Овчани. Дали размислувате за некои нови проекти во оваа насока? Споменавте дека често правите, изработувате проекти со домашни и со странски донатори. Во оваа насока сега видите, ние кога го правевме проектот, законски бевме ограничени на 20 киловати. Сега законот дозволува 40 киловати. Значи таа промена не е фативме во тој момент и сега нормално технологијата на фотоволтаиците се менува од ден на ден, науката, значи све подобри и подобри услови дава. Ние ќе гледаме во догледно време да ги зголемиме капацитетот на овие фотоволтаици, значи кај што сме поставиле 20 киловатни, сега ќе поставуваме 40 киловатни во блиска иднина и така натака. Ви благодарам многу, градоначалник, што бевте дел од дневникот на ТВМ телевизија. Благодарам и вас. Не биди соучесник, пријави обид за корупција. Агенцијата за катастар на недвижности започна кампања за спречување корупција. Таа ќе се спроведува во сите подрачни оделенија низ државата, а пријавите се анонимни. Преку превентивната кампања Не биди соучесник, пријави обид за корупција, Агенцијата за катастар на недвижности ќе го зајакне ангажманот за спречување корупција во институцијата. Корупцијата во државните институции представува сериозна закана за интегритетот на институциите и го подкопува јавниот интерес. Таа создава атмосфера на недоверба, нееднаквост и неправда, која негативно влијае на институциите. Затоа, потребно е секој поединец да преземе одговорност и да пријави каква било форма на корупција, со што ќе придонесе кон изградба на поефикасна и транспарентна администрација. Апелирам и ги охрабрувам граѓаните доколку се соочат со било каква форма на корупција, истото да го пријават веднаш, вели Иван Живковски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности. Кампањата има за цел да ја подигне јавната свест за пријавување случаи на корупција или евентуална злоупотреба на службената положба од страна на вработените во Агенцијата за катастар на недвижности. Таа ќе се спроведува во сите подрачни оделенија низ државата, каде во следниот период ќе се реализираат и едукативни активности на оваа тема. Секој сомнеш или конкретен случај на корупција, граѓаните можат да го пријават на електронската адреса prijavikorupcija@katastar.gov.mk или на телефонскиот број 070 288 300. Пријавите се анонимни. По повод Меѓународниот ден и неделата на борбата против гладта, Црвен крст Охрид традиционално организира хуманитарна акција. Донирајте прехранбени производи и финансиски средства. Вашето малку може да биде многу за оние кои немаат ниту малку. Црвен крст Охрид традиционално ја организира кампањата за Ден на борба против гладта под мотото Помислете и на нас, со цел поттикнување на граѓаните, компании и фирми активно да учествуваат во оваа хуманитарна акција. Меѓународниот ден на борба против гладта 16 октомври и неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври Црвен крст Охрид ќе го одбележи со активности насочени кон прибирање на доброволни прилози во прехранбени производи и парични средства од хумани сограѓани и општествено одговорни компании. Средствата ќе бидат наменети за набавка и подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебарца. За таа цел, во повеќе градски маркети ќе бидат поставени пунктови на Црвен крст Охрид со видно обележани корпи во кои хуманите сограѓани ќе можат да ставаат, донираат прехранбени производи од кои ќе се подготват хуманитарни пакети кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници, информираат од Црвен крст Охрид. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Северна Кореја спровела бомбардирачка акција на нејзината страна од границата, во која разнесла дел од патиштата и железничките пруги кои ја поврзуваат со Јужна Кореја, соопштил Здружениот генералштаб на армијата на Јужна Кореја. Експлозиите не предизвикале никаква штета на страната на границата под контрола на Сеул. Тензиите меѓу овие две земји ескалираа поради надлетувањата на беспилотните летала над Пјонгјанг, пошто Ким Џонг Унг им наредил на своите погранични сили да се подготват за отварање оган, па дури и за војна.
Севернокорејскиот лидер му даде воена и политичка поддршка на Кремљ и на рускиот претседател Путин, пошто Путин поднесе до Државната дума предлог закон за ратификација на договорот за сеопфатно стратешко партнерство меѓу Русија и Северна Кореја, што значи дека при евентуален напад врз Северна Кореја, Русија ќе има обврска да се вклучи во нејзина одбрана. Во 37 сојузни држави на САД започна предвременото гласање за претседателските избори. Синоќа, околу 5 милиони гласачи ја искористиле можноста да гласаат по пошта или лично. Предвременото гласање во наредните 5 дена ќе започне во 3 од 7 клучни држави – Џорџија, Невада и Северна Каролина. Статистиката покажува дека предвременото гласање го користат во многу поголема мера поддржувачите на демократите, бидејќи Доналд Трамп во минатото ја доведе во прашање безбедноста на процесот. Сега и републиканците се обидуваат да ги мотивираат своите поддржувачи да ја искористат оваа опција. Сахара е една од најсушните пустини на светот, поплавена за прв пат по неколку десетици години. Пустинските дини се претворија во езерца. Дводневните врнежи го надминале годишниот просек во неколку области на југоисточниот дел на Мароко и предизвикале поплави во населените подрачја во кои загинале 18 лица, соопштила Метеоролошката агенција на Мароко. Ваквите екстратропски бури би можеле да ги променат временските шеми во регионот во наредните неколку години. Прага сака покултурни туристи. За таа цел во обид да се намали вревата, недоличното однесување и несигурноста која ја предизвикуваат пијаните туристи, локалните власти одлучиле да ги забранат организираните ноќни тури со водичи по пабови низ Прага. Забраната се однесува на сите пабови кои ги организираат туристичките агенции и компании, а стапува на сила секоја вечер од 22 часот и трае до 6 часот наутро. Оваа мерка не се однесува на помалите туристички групи кои ги посетуваат баровите без водич, но секако ќе има големо влијание на организираните паб тури кои станаа многу популарни помеѓу младите туристи. Жителите на центарот на Прага со години се жалат на гужвите, галамите, бучавата и безбедносните проблеми кои ги предизвикуваат пијаните туристи. Иако туризмот носи значаен приход на градот, проблемите со прекумерното консумирање алкохол станаа неизбежни, се вели во соопштението на градската управа. Заменик градоначалникот на Прага јасно ставил до знаење дека оваа мерка е насочена кон подобрување на квалитетот на животот во градот, но и за привлекување поинаков профил на туристи. Прага бара покултурни и побогати туристи, а не оние кои доаѓаат на кратко само за да се напијат, кажал заменик градоначалникот. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.